Груба злоупотреба на акцијата новогодишна кошничка. Мицкоски со критика за потезите на трговците пред празниците. Вонредна инспекцијска контрола за оние чии производи се опфатени со новогодишната кошница, најави премиерот. Мицкоски е разочаран од односот на маркетите кои формираа нереално високи цени за најосновните прехранбени производи опфатени со мерката. Тој најави остра акција против шпекулациите со цените на производите. Ова прашање ќе се разгледува на владина седница, ќе бидат побарани информации од министерот за економија Дурмиши, пошто ќе следи и жестока акција на пазарниот инспекторат. Апелирам до големите трговски ланци да си го преиспитаат однесувањето. И ќе побарам од пазарниот инспекторат детална анализа како е покачена цената во изминативе 30 дена на новија производи. И јас денеска од страна на владата, од страна на министерот за економија и труд, под чија ингеренција спаѓа пазарниот инспекторат, ќе побарам ворена инспекција, робусна акција и ова девијантно однесување со трикови да престане. Граѓаните револтирани од пазарењето во маркетите велат дека едни од најосновните производи, меѓу кои јајцата, шеќерот и маслото за јадење поскапеле најмногу. Трговците прво ги подигаа цените за кога стартуваше акцијата со ознаката помалку трошоци повеќе за тебе да продаваат поскапо од претходно. Мицкоски вели дека не се надевале на ваков однос на трговците кога ја договарале мерката. Тоа што на нив им беше дадено како право и можност за едни производи, сега да го надоместуваат со зголемување драматично на некои други производи кои што ги користат граѓаните, како што е маслото, лебот, млекото, млечни производи, шеќер, сол и така натаму, јајца и слично. Трикови не може, тоа нема оваа влада да толерира. Акцијата новогодишна кошница владата ја спроведува на предлог на бизнисот кои самите определија кои производи ќе поевтинат до 10%. На терен најголема разлика во цената има кај маслото. 1 литар масло за јадење на почетокот на ноември беше 73 денари. Потоа просторот без владина акција го искористија добавувачите и цената скокна на 92 денари. Сега за само една недела откако почна акцијата новогодишна кошничка, цената се искачи на 97 денари. Попустот требаше да се одреди врз основа на најниската цена во последните 30 дена.